Јавното обвинителство може да ја обезбеди документацијата за ѓавато доколку вклучените министерства не соработуваат, а инспекторатот има индиции за незаконско работење. Од јавното обвинителство велат дека случајот мора да го пријави инспекторатот за животна средина, а тие ќе реагираат соодветно. Инаку Министерството за земјоделство тврди дека ја нема документацијата за ѓавато. Велат дека целата документација за хидросистемот по изградбата останала во некогашното предпријатие Дојранско езеро. Од Министерството информираат дека се вкупната надлежност над хидросистемот е во рамки на Министерството за животна средина, каде се вработени бившите вработени на јавното предпријатие и соодветно сета документација е кај нив. Министерството за земјоделство одржало работна средба со Инспекторатот за животна средина на крајот од август за овој и останати проблеми за водостопанството, на кој било укажано дека таква документација во Министерството не постои и треба да се бара во животна средина. Од Инспекторатот пак велат дека документацијата мора да ја има во Управата за водостопанство при МЗШВ, бидејќи тие го формирале јавното предпријатие Дојранско езеро, но не знаат од кои причини никој не сака да им ја достави. Од друга страна, при инспекцискиот увид во ѓавато, раководителот Јован Попов не доставил никаква документација, тврдејќи дека е земена од Богданци и однесена во Скопје. Поради несоработката на институциите, инспекцијата за хидросистемот е закочена, а досегашните наоди велат дека најмалку 7 години таму владее хаос и негрижа, што се манифестира со милиони денари загуба за државата секоја година.